следите новото издание на подкастот со Ана на ти. Денеска во студиото имаме еден гостин со кој што ќе разговараме на ти. Се надевам дека ќе отвориме интересни теми. Теми кои што ќе ви значат, можеби, доволно е само на малкумина да ви значат, ќе сме завршиле работа. Антонио Арангелович или Тонио Сан, кој што сите вие го познавате, сигурно сум, мултиталентиран уметник, ќе те речев мултиинструменталист, некако така ми. Тоа не си, да. Уметник кој што навистина стана битен лик во нашето општество, во нашата култура, со сето она кое што го има направено зад себе и во музиката и во стрип уметноста, така што му велиме добре дојде на Тонио Сан. Добро ве најдов, фала на представувањето, драго ми е што сум овде. Супер. Намерно реков, се надам ќе отвориме теми кои што ќе заголицаат, можеби ќе ги натераат гледачите да размислуваат. Меѓутоа, ајде да почнеме хронолошки, онака секогаш сакам да ги почнеме моабитите хронолошки со она што значи почеток на тоа кога ти препознаваш кај себе љубов кон уметноста, веројатно од мали нозе, веројатно уште од вака колку што можев да читам и да слушам твои интервјуа, да зборуване, меѓутоа мора да го споменеме. Не знам, со гледање цртани филмови, со, не знам, слушање многу музика. И што беше прво? Дали беше музиката или ликовната уметност? Кога свати дека знаеш да го имаш тоа во себе? Малце ке чепнеме одма у старт, као фан на западната култура. Јас сигурно нешто од тие работи, музика, филм, стрип, све што тоа го краси. А и на крајот на денот можеме и тарантиновски да почнеме од крајот нелинеарно. Добро, може и така. Не, се шалам. Кога почнав? Па ја, ова често сум го кажал, и тоа мислам дека мене ме оцртува. Ја прво сум процртал, па потоа све останато. Значи, мене тоа ми е првата љубов, иако луѓето ме знаат преку музика, неверојатно дека тоа е подостапно, сите ја слушаат. Барем 90% од луѓето слушаат музика, не ни приближно тоа, не читаат стрипови или следат ликовна уметност. Така да прво сум процртал, тоа е најрано. Значи, дури предшколска возраст е. Што црташе прво? Конкретно имам прецртувано стрипови, тоа сум ги гледал работите и сум ги цртал и од тоа ја што го помнам е стрипови од Астерикс и Обеликс и Таличен Том. Тоа ми е мене, како да објаснам, првото нешто кое што јас сум го фаворизирал. Така да тоа може да кажеме таа франко-белгиска школа на стрип култура. И потоа све што имаше тогаш, памтам, сигурно се сеќаш, илустриран забавник. Тоа е македонска верзија од Политики забавник. Тоа е нели она еден школски магазин што имаше внатре све. Имаше кратки стрипови, имаше квизови, имаше детективски приказни внатре, поезија и проза. Ја од таму ги знам македонските поети, од таму прв пат дознав за Стојан Тарапуза, нели за Видоје Подгорец, кој што ми е омилен писател мене. Да? Да. Супер. И тоа убедливо ми е он. Така да, тие се она првите мои, како да објаснам, работи кои што ме заинтересирале. Да, значи јас сум со стрипот почнав да цртам и потоа, нели, тоа се препознава од мојот наставник у основно по ликовно, он ме препорача во една сликарска школа, од трето оделение ја посетувам. Така да, ама сум бил и претходно, мислам, на 6 години у Звон ме прати. Ја тогаш као... Имаше тогаш Звон? Да, имаше како нешто чудо од дете цртав тоа. Така да ја од дете сум уствари пред камери на сцена, али со цртањето. И после тоа преминуваш во музика. И сега кога сме кај детскиот период, кај децата, мора да ги спомнеме цртаните филмови кои што, ете веќе си кажа, кои што те инспирирале, една песна која што се вика меѓу редови, која што ти е гениална, да, и популарна, да. Кажи ми, еве, ако зборуваме за тој момент на скриените пораки или она што не знаат децата да го прочитаат меѓу редови во цртаните, веруваш дека е баш така? Дека е баш така?
таа песна е некако добар пример за постмодернизам, кога зимаш, собираш нели веќе постоечки уметности од други медиуми, од цртане, и кога ти правиш нова подлога, ствараш уметност подпрена на веќе нешто што е создадено уметнички. Дали е баш така? Пардон, мислам дека не знам, најверојатно не. Меѓутоа, убаво е да ти ги остави тебе, ја тоа секогаш велам, добрата уметност ти остават како да го исперцепираш тоа. Например, предпоследната моја графичка новела "Некои мали нешта" обработува приказна каде што некако оставаш на две групи да одредат дали се работи за тоа или се работи за ова. Има, нели, она сомнеш дека тој едниот е ангел чувар, ако имаш некое, сега не сакам никако религиско, не, меѓутоа некој духовен концепт за нештата, и ако веруваш малку во некоја магија дека постои светот. Од друга страна, тоа е само сплет на околности и тоа се двајца луѓе што она се мислат. И ни едната ни другата страна авторот не ја застапува во смисол овака е, него оставаш да си одреди според своите перцепции. Да. Конзументот, читателот. Не знам дали јасно го кажам ова. Апсолутно јасно. И така да јас си зимам за право у таа песна да си ја интерпретирам Твојата перцепција. Да има некој хумористичен момент, да направиш некоја пародија што не е ново, тоа постои, нели, да направиш некој нова димензија на тие ликови. Сега дека можеби стварно авторите сакале да направат метафора Астерикс и Обеликс место да пијат чаровни магичен напиток у превод, место тоа е најверојатно ракија. Можда не, али не ти го дава авторот. Добра, спанаќов лулево. Добро, да не беше попај со спањакот, немаше како да јадеме спањак. Добро. На дете да му понудиш, она, па и можеби, се ти го гледаш тоа, другше сакаш да го направиш. Си го искористив тоа право, таа моќ што ти ја дава уметноста, и си го направив тоа у некоја моја реалност. Да, различни перцепции, не е тоа ништо чудно. Меѓутоа ми се допаѓа тој пристап на оставање простор на гледачот, слушателот, што и да онака го доживее делото по своje, како што мисли. Кога зборуваме за, имаш еден сегмент сега во твоето излагање, ја тргна религијата на страна. Ајде малку за тоа. Во што веруваш? Во што верувам? Па ја, во принцип, мислам дека тоа и тие што ме слушаат знаат, дури некои панкери од помладата генерација на факултет ми се љутеа, како многу спомењаш Господ Шатал, оние нели антисистем. Мислам дека ја имам духовен концепт, верувам у скрос, Еден создател? Па не сум апсолутиста, не знам точно кој може да знам. Мене ми пречи кога ќе дојдат луѓе и кога ќе ми кажат Господ сака да направиш. Извини, како знаеш ти што Господ сака? Мислам си зимаме се нели она духовниот концепт да те ослободи од егото, да сватиш што е јаство наместо его, тие трите концепти на духовно тело, физичко тело и ментално тело. Ја верувам во тоа, дека ние имаме три димензии, на три тела што се вика, и дека ти треба да го храниш своето физичко тело, исто како што треба да го храниш своето духовно тело и ментално тело. Така. И пак некое тројство има тука. Сензитивна тема е, поготово пред да доам баш со мојата најблиска личност изборевме за пази што ќе збориш, знаеш како. Ја викам зашто цензура, шо слободен наговор, затоа што има многу љути фаци, што не треба да бидат љути, но се многу љути на сите теми тоа што зборевме. Не смееш дека денес е како јас сум фан на западна култура. Ако сакате тоа да ви го образложам зошто, со факти ќе го кажам, и оваа тема е многу сензитивна. И ја не ја чепкам, затоа сакам да кажам, оставам секој да си мисли, тоа треба да биде нешто што не спаја, религијата, например, ајде да земе, тоа треба да биде
нешто што не спојува, не одвојува. Тоа треба да не ослободи од егото, не да биде ја знам, ти не знаеш. Знаеш. Ама и тука имаме толкувања различни. Нели секој може да го истолкува тоа како сака на свој начин. И како сака да си ја објасни религијата или верата како и да. И тоа тој апсолутизам дали се потекнува од еден бог или пак не знам еволуција или како и да е. Пак е тоа толкување се, пак па да тоа му дадеме на бог. Ај вака да не бидам апстрактен. Јас сум верник во духовното, религија, има убави работи религијата, меѓутоа како ја толкуваат луѓето мислам дека многу работи уствари идат на нивна вина. Многу работи ги корумпира човекот уствари, самиот човек, убавите нешта. Либералата е слобода, така, ние ја обожавам, но меѓутоа човекот ја корумпира либералата и става све што го провоцира, нели, конзервативното општество, и се ти за либерала сметаш дека е тапа свет, затоа што ја поистоветуваш само со една ствар. Религијата у принцип е наука за духовното и таа треба да не крене, нели, она да биде, не треба биде Исусовата приказна, најубавата приказна на светов. Можда. Мислам за некој, за мене, ја кажувам. И се ти све корумпираш, она. И тоа го знам. Системот е направен за да можеме сега дома да си отидеме. Ако нема систем, као ја удесно, ти удесно, си има ред, ти возиш сега, ти чекаш. Али човекот е тој што го корумпира тоа. Да. И сакам да кажам, ја поради тоа се има створено доста одбивност кон религија, од underground круговите, нели? И поради тоа, затоа кажувам, јас сум сретнал многу луѓе кои што се нерелигиозни, имаат најчисти, најубав концепт за Бога, и сум сретнал фаци што се религиозни, а се тотални егоисти, јас знам, ти не знаеш, јас знам Бог како ти не, му даваат на Бог една димензија, он е тоа, мислам. Ти ко прво ко човек не си една ствар, ти си многу ствари, а не па. И за тоа велам, како сакате наречете го Бог, Господ, не знам, интелигенцијата на универзумот, како сакаш, кажи го. У принцип, да не бидам апстрактен, ја верувам, имам духовен концепт, со религиите не може да како да обяснам, ја дека сум тука роден и сум крстен православен христијанин. Меѓутоа ти го одредиле патот. Па да, и не дека убав е, скроз убаво е тоа. Меѓутоа тоа не ме спречува да ја почитувам и други религии и така натаму. И треба да ги почитуваме сите. Да. На крајот на криштото љубов е. Да внимавам, се воздржувам што да кажам. Ама не се услободен печатци, не се воздржувај, треба. Не, да не се иритираат, знаеш како на туѓите демони лесно се иритираат, така да ајде се да бидеме фини, да бидеме. Така, и плюс тоа не е убаво, нели, да вознемириш туѓа душа, не е добро баш. Трите омилени збора, кај Агнеса, кога се потсетив на видеото, го гледав баш утрово, трите омилени збора: уметност, слобода и прогресија. Океј, се ми е тоа јасно, прогрес. Да, се ми е тоа јасно. Како уметникот, кажи ми, да успее во тој прогрес? Како уметникот да остави зад себе? Зашто тоа не е ни малку лесна работа. Не е ни малку лесна работа, има многу одговорност тука. Еве, баш како што викаш, да не ги налутиме другите, знаеш, да си ја знаеме границата, да направиме нешто кое што ќе биде општо добро, бидејќи тоа е поентата. Не мислам дека уметноста, улогата е да шири зло, напротив, да ги смири душите, да ги задоволи тие некои страсти какви и да се, меѓутоа да остане запаметена, да остави траг. Како се прави тоа? Уметноста има многу димензии, не можеш да ја ставиш у еден кош. И, например, меѓу најонака површинските работи што ги научивме за уметноста на патот, независно дали е формален или не е формален, е тој дека уметноста не мора да те
да те успокои. Уметноста не мора да ти ги покаже убавите нешта. Она може да ти направи надвор од комфорт да бидеш скроз, она може да те предизвика, она може да ти направи неубаво чувство. Баш ради тој општествен ангажман, кој еве најпрост пример ќе кажам, Тупак вели, пред да ги видиме филмовите за Виетнам, нели, филмот е гранкава уметноста, пред да го гледаат Deer Hunter, и сите тие, нели, филмови, да не ги редам, врвни, вика, сите мислеа дека, идеме у Виетнам све, па вика, мораше да ги видиме снимките, дека таму е hell on earth, пеколот на земјата, дека рацете на пријателот ги држи, тоа су ракати се, да не извинете ме, но црева држиш, тој на све и ти уствари те прави уметноста да се згрозиш за да ја видиш вистината дека бе таму не е добро, бе чекај, ние сме антивојната и така натаму. Да. Така да уметноста, тоа зборам, она може да ти го покаже пеколот за да го знаеш патот на кај рајот. Ете, тоа е тоа. Браво. А дека треба да ти направи да се осеќаш добро, не она треба да ти понуди подобра реалност. Има многу фактори. Уметноста е, например, и коректор стално во општеството. Луѓето, например, најболната точка и провокација е која ти викаат, ти си уметник, прави. Мислам, што тоа значи? Ти си уметник. Уметноста ја ставам на врвот, например, на животот. И сега можам ја да ставам аргументи на маса дека уметноста е сегде у сите сфери и дека тоа ги понесува сите луѓе да функционираат. Дека ние мислиме дека уметност е само ликовна, музичка, танц, поезија, проза. Не, уметност има, например, кој од нас гледа, еве најпрост пример да дадам, кој од нас гледа, нели, она потреба физичка имаш да се најдеш и кој од нас калкулира 10 протеини, 15 калциум, се не знам, него сакаш да ти биде вкусно, сакаш убаво да изгледа, сакаш убаво да е сервирано, сакаш да ти ги задоволи сетилото. Ете ти е уметноста. Не калкулираш, не викаш ми треба 30% протеини, калциум и ова, него гледаш да биде... Значи формата е битна многу. Па не знам дали јасно го кажав ова, меѓутоа зборам дека уметноста ги понесува сите, или да привлекуваат или да одбиваат. Тоа е Не можам да ја дам функција, ама сам да кажам комуникација на крајот на ден. И она комуницира и секој кој што мисли дека уметноста е некоја дека не е за сите. Па сите ја конзумираат на различен начин, зборам. Некогаш и несвесно, меѓутоа тој елитизам, нели, ставање во една категорија, демек ова е само за посебни луѓе, демек треба да ја разбереш, тоа е некакво погрешно за мене поимање на уметност. Па се слагам, скроз со тоа се слагам, као уметноста и припаѓа на кого припаѓа она, мислам. Исто така да не биде дека јас сметам дека се е измеѓу, дека ништо не е апсолутно овака или така, секогаш оставам простор, процент, нешто да се... Не може, ако го прифатиме јен и јанго, тоа значи дека се кружи и све има негатив, позитив, нели, не може батериите не работат ако имаат само негатив или само позитив. И се сам да кажам дека многу исто погрешно по мене, на крајот на денот ова е моје мислење, многу погрешно кон мене која се остава простор уметноста да се толкува своеволно. Не, таа има правила. Таа има правила ако секоја друга наука е, нели, она спаѓа во хуманистички науки, така да она има правила ако се останато. Не е дека се е уметност и дека секој може да биде. Не, се има критериуми. Е, тука, извини што те прекинувам, мора тука да ја споменеме концептуалната малку. Да, натака ке дрна. Супер. Па не, тоа сакав да кажам. Каде, што одредува што е уметност, а што не? Затоа што концептуалната уметност сега, нели, многу луѓе пежоративно го сваќаат тоа. Како може сега тука стал картонска кутија, што е тука уметност? Да. Па концептуалната уметност по мене работи малце против уметноста. Па добре. Она е против уметноста. Вака, ние живееме малце, ја мислам тоа, сега мое толкување, мислам, ја сум го не кажувам дека е така, меѓутоа размислувам у тој правец дека малце живееме у доба на кога Робин станува главна улога, а не Бетмен. У времето у кое што ние растевме, ја кога бев дете,
ние бевме фанови на Бетмен. И тоа е многу битно на Бетмен, како карактер и ко сите трауми што ги имал и како не станал негативец ради траумите, него станал позитивен лик. Робин ни пречеше нас. Да. Дека она што го земал Бетмен, помошник циркузант. Ти не кеш со Робин да играш у игрици, не кеш Робин да го има у епизода која гледаш. Денеска мислам дека живееме кога Бетмен, добро, па и Бетмен е Алфред, он му помага, а Робин е кога просечноста станува секој просечен. Мојот ментор викаше, баш памтам, он беше апсолутен. Тоа мислам човекот. Само го кажувам, беше дека е у пензија. Да. И до ден денеска ја го цитирам. Он, например, беше апсолутен у изјавата, викаше, нема полоше од просечен уметник. Значи, он не ја објаснуваше. Сватија као се, нема полоше од просечен уметник. И ти му викаш, добро, значи, под просекот е... Он кажа. Да. И се денеска, например, просечноста се величи. Кога живееме у време кога Робин е главна улога, прават серија Готам, каде што Бетмен го нема. И гледаш за детективот, гледаш за Робин, гледаш за... Кај е Бетмен, луѓе, мислам, не може да ми раскажувате приказна кај што Бетмен не е она. И поентата ми е, сакам да кажам, просечноста, валјда да се задоволи егото на сите. Да, и ти нели им викаш, можеш и ти да си уметник. Не можеш ако немаш скил. Не може, ја, како да објаснам, животна желба ми било да сум НБА кошаркар. Да. И се, ако не сум имал доволно скил, волја, интерес да станам, што ќе ми го задоволувате егото, мислам, треба секој да си го заслужи местото. И јас сметам дека, да го скратам ова широко, пошто не може за уметност кога збориш, мораш пошироко. Сметам дека секој просечен артист сега е, нели, у концептуалната уметност му дозволува, не бе за тебе ќе снимаме се. Не, човек, снимајте за Бетмен, Робин е помошник, тоа му е улогата се. Да. Метафорички кажано, мислам. Главна личност се те преска што спомнавме у Библијата е Исус. Сите дона до респект и све, ама ако ми го трнеш Исус од причата... Да. Он ја носи приказната како. Главниот лик, тоа е тоа. И ме потсети со муабетов на еден момент, долги години пеев во хорот кај Запров и одевме на многу надпревари. И се добро, пееме, надпревар, малце тука се коси, нели, уметноста, колку може да биде, да има надпреварувачки дух, меѓутоа, се случувале тие надпревари. И он вака викаше, затоа што и во уметноста, нели, тоа што зборуваме, имаш добар, просечен и подпросечен и гениалец, не знам. И он викаше, ако нешто погрешно ве учеле во животот, тоа е важно е да се учествува, не е важно да се учествува. Важно е да се победи, важно е да се биде најдобар. Што мислиш на таа тема? Мислиш ли дека е... Веројатно се врзува со овој муабет за просечниот уметник. Повака се, ја кажав, тоа не е моја изјава, ја не сум абсолютист. Ја спомнав како тема на размислување, дека е баш така, не знам дали се сложувам, зборам со тоа просечниот, меѓутоа гледав како ликовна академија што ја презема концептуалната уметност, ја игнорира базата и фундаментот. Кога стана палење и гасење светло перформанс, а правењето традиционална графика стана примитивизам, што го добивме ние од таму, од одредена професорка, ние почнавме да се запрашуваме, малце се измрдале тука вредностите, дека базата, основата, фундаментите се азбука, тоа зборевме. Ти мора да научиш азбуката. Со неа, дали ќе збориш проза, ќе пееш поезија, што ќе работиш со неа е твој авторски печат. И поради тоа сметам дека концептуалната малце ни направи наса верзија од тој аспект, дека и таму има вредност, меѓутоа да многу агресивно ја игнорираше формата, базата, тој е темел, ја тоа зборам. Ти мораш на факултет, у школа да ги научиш базите, основите, фундаментите на, у мојот случај, цртањето, дизајнот, сликањето, учиш фундаменти, не го учиш целото сликање, тоа зборам ја. Фундаментот е темелот,
што ќе се постави. Тој мора да биде цврст, стабилен и нема простор многу за импровизација. Не може криви столбови да поставиш, ќе падне зградата. Значи мора тоа да биде стабилно и конструкцијата мора да е добра, цврста, јака и да одолее на сите временски непогоди. После, откако ќе го направиш костурот добар, дали ќе ја фарбаш фасадата у барокен стил, у брутализам, у зелено, црвено, жолто, тоа е време, простор, околности. Каде си и како реагираш. Да, и лична креатива на И крај. можеш да експериментираш. Меѓутоа, темелот, ако ставиш на две ногарки место 4, столчето ќе ти падне. Да. Нели? Да. Тоа сам да кажам, и ние у школа не треба да учиме крајот на уметноста или нема крај, не го зборам, него ти треба базата да ја научиш, да те научат да свириш. Нели она, да научиш скалата. А дали ти со скалата ќе свириш джез, рок, не знам што сакаш, блуз, тоа си е твое. Али не треба да биде фалш. Се не можеме фалшот да го Да кажеме и вака дека е ја вредно, размислувам, пошто да, е ова е фалш. моја уметност. Денеска живееме у време кога аутотюнот е главен, а тоа е фалш. Фалш, аутотюн е уствари корекција на фалш. И денес секој може да е пеач. Така е, тоа е секој може, уживај, ама фалш пееш, ти немаш слух, и тоа пеј ќе те аутотюн ќе ти напукаме. Да. Сега. Тоа зборам, и се ти си Робин, ти не си Бетмен. Тебе ти помага, просечен си. Да. И на крајот на денот сакам сега да кажам за тоа, јас сум нели кажа фан на кошарка, ја многу сакам NBA кошарка и не е грев да си ролплеер. Значи успехот е тимски, општеството е тимско, ние научивме дека уствари ние сме тим, живееме заедно, живееш за другите, они за тебе. Не можам ја да бидам и пекар и електроинженер и све. Јас сум пекар. Јас знам да ти направам леп, ти си електроинженер, направи ми ја струјата, да го правам тоа. И ние живееме заедно. Так. И затоа викам, успехот е заеднички, не е грев да си ролплеер, не мора да си, како да објаснам, евето, у спортот. Имаш централен нападјач, имаш везњак, имаш бекови. Бековите улогата им се да дефанзива, да одбранат, нападјачите да нападнат заедно, како да кажам, твојот поен е и мој успех, победа и за мене. Така да, не знам што е, сите се сакаат да се, нели, да си главна звезда, не мора, зашто би, нека дојде тоа природно, мислам, не се сите деца лавови, имаш ти тука и други animal spirit, изборам со своји вредности, како беше, ги учи малце и школото, тоа сите да бидат мајмуни, нели, да се попнеш на дрво, али има деца што се риби, пример. Стај го мајмунот у вода, мислам. Не знам дали ова јасно, ја малце скокам, али сакам да кажам, све си има своја вредност, ја ги почитувам сите професии, ти треба да си најдобар у тоа што го, Мијамото Мусаши, книгата што му е за мечување, има кажано дека има секој индивидуалец моќ да го направи универзумот подобар. Ако си столар, биди најголи столар што можеш. Ако си криминалец, биди најголи криминалец. Он го кажува тоа, не ги двој, демек имаш елитистички овако. Да. И за тоа викам, онака секоја, све си има улога, све си има своја боја, треба да си ја најдеме нашата и да се бидеме таму. Ја многу работи и од уметноста не ги работам. Уметноста е толку голема, не можеш све да совладаш. Па не е нормално. Не мора сите инструменти да ги свириш, мислам, на крајот на денот. Не мора, не е добро. Некако ти се развлажнува енергијата. Биди најголи гитарист. Никој нема да те суди ако не знаеш тромбон да свириш. Така е, да. Знаеш што ме интересира, Тонио? Современото општество. Значи, зборуваме за еволуција, за нешто кое што е жива материја и се развива. Нормално и луѓето како еволуираат и се развиваат и се менуваат нештото и они се прилагодуваме некако сите на тоа што мислиш ли дека оди општество во современо во добра насока? Зборувам за сите овие промени кои што се случуваат, вклучувајќи тука и вештачка интелигенција и социјални мрежи, достапност на информација од секаков тип. Мислиш ли дека
во добра насока се движи општеството? Па не знам, природата вели дека све си има свое раѓање, зенит и опаѓање. И најверојатно вртат кругови, постојано циклуси, и дека ништо не трае онака, дека работите влагаат од еден од друг циклус. Дали во добра насока? Јас сметам дека све е поврзано со Јин и Јангот и дека све има позитив и негатив. Има нешто добро, има нешто негативно таму. Позитивно и негативно. Од нас зависи како ќе маневрираме со тие работи. Ама колку имаме свест, колку од една страна ни се нудат многу можности, а од друга страна се помалку некако свеста опаѓа дека треба да се искористи доброто и максимумот од тоа, не да се злоупотреби. Некако луѓето знаат многу да го злоупотребат, да ги злоупотребат тие работи кои што се како добра дадени. Ајде кажам една медицинска, многу пати сум ја кажал, од татко ми сум ја чул, вели отров у мали количини е лек и лек во огромни количини е отров. Така. И мислам дека до балансот и до дозирањето на нештата. Ако се предозираш и со убави работи, ти има и предозирање од вода. Водата што е нели она символ на живот, ако се предозираш, ти ќе завршиш на токсикологија и затоа викам све е до колку дозираш. По мене треба да ти помогне технологијата, но ако почне да те прави зависен, мораш да работиш да се откочиш од тоа. Моje мислење е. Не сум ја од оние апсолутно што сметаат дека вештачката интелигенција е нели опасно, си мора да, најверојатно ако знаеме да користиме и кога се користи и колку, треба да се најде корист. Мислам дека све треба да најдеме корист од нештата кои што се. Може да биде во функција на уметноста, нели? Може да биде алатка. Па може исто како Photoshop и Illustrator, мислам дека. Кога искачале Photoshop и Illustrator, мислам дека готово сликарите остана. Уствари таа е само алатка што треба да ти убрза некој процес. Не Photoshop и Illustrator има друга улога, овоа валјда треба да ти убрза процес некој. Ние сме користеле вештачка интелигенција уште пред да стане толку нели фарса. На многу начини сме ја користеле. Не знам, имаш ти аутопилот на многу ствари. Имаш, ја сум работел анимации каде што сум си помагал, например, место да ги правам сите главните keyframe-ови ги правам и све што измеѓу, што е повторување, само со мали разлики за да ти спои, сега да не го трошиме времето за тоа. И ти наоѓаш некоја алатка која што ти тоа што ќе го нацрташ, што веќе си го нацртал, меѓутоа ќе ти земе уште 2 дена работа, ти го брзува процесот да го направиш у 5 сати. Ама ти мораш да го направиш, ти мора да го сготвиш тоа. Не да остаеш само да се прави. Така да, у доза, мислам дека може да стане многу работи. Јас се слагам, например, појавата на, да го земам тоа, највише сум го спомнал технологија на, највеќе ја видов како расте у оној гейминг светот. Дека ние пораставме со 8 бита, Nintendo 8 бита, значи 8 пиксели имаш да направиш. После излезе Super Nintendo 91, 16 бита. Па искочи кога почна 3D геймингот, значи да ставаат веќе длабочина, да има 3D камера, искочи Nintendo 64 и игрите беа многу на почеток, беа многу роу, сирови и не изгледаат добро и 2D игрите беа подобри. Ја тука прекинав со гейминг, реков гора сипаа гейминг. Да. Меѓутоа после низ години зборам нели GameCube, па PlayStation 2, па Switch и сега ги прават игрите на пример у милион полигони, нема веќе 8 бита, 6 бита тоест 8 бита, 16 бита, него веќе не знаеш дали е тоа игра или реално што го направи. Така да валјда процесот оди, но стигнува до максимумот и почиња да се рециклира. И у моментов прават игри, пиксел арт, правец веќе, кои што прават денеска игри што личат на Super Nintendo 91. Зашто? Дека некои работи, мислам дека ако се
по критериум добри, ако базата им е добра, мислам дека се имуни на време, простори, околности, на мода и тренд кој што имаат рок на траење. И затоа ја и у предавања често викам, дечки, правете разлика што е ретро, што е outdated. Ретро е нешто што нема рок на траење, она All Star Converse старки. Да. Се носели у 60-ти, 90-ти, сега и не гледам дека ќе прекине да биде тоа квалитетно. И имате нешто што трае од до. Така. Тоа е на враќање на тие вредности, на уметноста во незината суштина, така како, значи, правите уметници, како глупаво го кажав, старите ретро уметниците, никогаш нема да изгубат на вредност, никогаш се слагам. Да, тоа ќе си остане за секогаш да биде основата, базата. Океј, знаеш што ме интересира, пошто е клише да те прашам за инспирација. Кажи ми што кога создаваш, кога креираш. Не е битно дали е музика, дали е стрип. Што повеќе те движи? Кога нешто те лути или кога нешто ти е убаво? Позитивни или негативни? Да, супер прашање. Уметноста уствари е привилегија да канализираш, техника е да канализираш чувства, нели емоции. Да. Сега добро прашање е тоа, полесно е кога си љут, да исканализираш. Тоа е исто као кога имаш вишок енергија, идеш, не знам, луѓе идат вежбаат, малато вреќа, теретана, не знам. А ово е на друг тип на терапија, која нели она. Сега кога ќе размислам, ете, например, меѓу редови ја спомнавме, таа па нема внатре ни корекција некоја на општеството, нема ни фрустрации што гледаш да ги исканализираш, нема негативни чувства, него е една форма на забава, на хумор, на интелигенција, како да го врзаш да feel good трака. Да. Така да мислам дека мораме да најдеме од тоа исто инспирација. Например, има многу добри артисти, меѓутоа со еднолични песни, едноличен текст, еднолични албуми. Само од таа кофа црпат. Чекаш да видиш нешто љут или тажен или нешто за да само тоа го направиш. И сметам дека тоа е манир, станува опасно, нели она. Се повторуваш, стануваш досаден, стануваш мочуришта. Не идеш, нели треба да си планинска река, да идеш напред и се таму планинската река некојаш е бучна, некојаш е тивка, некојаш брзо оди, некојаш споро оди, но оди. Да. Оди она. А мочуриштото стои и затајува. И после некое време, ако си у мочуриште, ќе станеш и ти куштар, жаба, нешто тако. Не змија на тоа. Така да сакам да кажам, мислам дека животот не е еднодимензионален, се осеќаме и тажно, и среќно, и весело, и треба и тие ствари да ги чепнеме, например. Од друга страна, потешко е да насмееш некој можда него да расплачаш, кога ќе видиш. Па да. Да, и сега за тоа викам, можеш ти со тажни приказни само да идеш и да тие чувства ги влечеш, но многу е фино кога ќе насмееш некој. Гледаш дека друго чувство успеало, нели, уметноста и тоа го прави, онака дава емоции и лови емоции. И успешно е кога ќе ги истрегираш збором, нели она. Добра комедија е исто така као добра трагедија, не знам. Сега пробувам да не ги издвојам, мислам дека се трудиме сите да не знам, јас сметам за себе да зборам, се трудам да не избајатам само со негативни работи, но влечеш инспирација од животот, не можеш да го игнорираш, нели, не можеме да се изолираме, живееме у такво општество кој има хистерија, ти влијае, која загадено ти влијае, загадено у секоја смисла на зборот, да, не е само воздухот. Да, и уствари и ти тоа го вадиш од себе. И мислам дека некогаш изгледа малце почнавме сите да вртиме една иста ствар, например, тоа што е клише, сите го знаат, скопска ситуација 98 на САВ, ако ја пуштиме сега, ќе биде и за ова време.
Така е. Нема да речеме ова важи за тогаш, она исто е и некако изгледа сме се забајатиле. Да, Како општество. Си тапкаме, не само него и назад знаеме да се вратиме. Да. Што е оно што најмногу ти пречи? Има ли нешто што најмногу ти пречи во нашето општество? Зборувам тука, локално, не Па глобално. мислам дека тоа ќе биде клише, сите ќе го збориме. Па не знам, може мислам- тебе нешто друго. Што ми пречи? Па секое Зашто? Еве, Ај ќе го преформулирам. да. Поради Не, добро е што би се иселило од тука? као и сите други. Ете, ајде ќе идам кои зборови сум ги кажал, слобода, уметност, прогрес. Што од тоа се случува? Прогрес во која област? Во ниедна. Уметноста е маргинализирана. Нели она сите па како да кажам и настани се исклучени. Она исклучени се, имаш сега да не ме сватат погрешно, колку два концерта, два музички фестивали знаеме, еден летен, еден зимски, и имаш ти мали измеѓу, ама кои тие се Д-фест и так се рад. Да, А тоа. од друга страна, Синедејс беше еден од најдобрите фестивали у Европа, со Синедејс кај. Мислам, ја случајно на работа имам од тогаш, ја кога имав краткометражен цртан на Синедејс, имам книга од таму и ги гледам филмовите што се таму. И на Синедејс учествувале фаци као Мартин Скорсезе со The Family филмот, што го глумат Роберт Де Ниро и Мишел Фајфер. У тој истиот, ја кај што имам учество, има учество и The Birdman, филмот кој што не знам колку Оскари со Мајкл Китон доби. Да. Таму учествувале Ким Ки Дук. Има филм на Мике Такеши, мислам да не ги бројам она, и кај Синедејс, постои ли? Мислам, најверојатно постои некако да. маргинализиран, без буџет. Значи, ова општество не инвестира во уметноста, не ја стимулира уметноста, не, како да објаснам, не сакам да звучи се да споминјам институции. Да, нема Ама, потреба, јасно е. не ни чекаме ние како уметници, зборам луѓе кои што се бават со уметност институционално да ти помогне. Меѓутоа, некако да стимулираш духот се увел. И на крајот на денот слово, да, има, ама што ми смета тоа што го кажав. Ја треба внимавам се, што ќе кажам, дека ќе се повредат чувствата на некои луѓе изманипулирани. И ти се повлекуваш, за да тие агресивни и изгубени некои те владеат на крај. Да. Ми смета тоа, ми смета што нема прогрес, што све е на читинг, значи на измама, што оди све надоле. И не би сакал сега да звучи тоа обесхрабрувачки, Тоа ќе ти кажав како да ги поттикнеме некако младиве луѓе кои што ќе гледаат да не бидат, да не ги утепаме, знаеш, да не деморализираме. На моите студенти им кажувам, дечки, факултет ќе ве научи треба да ве научи да размислувате со своја глава. Имате глава на раменици, треба да не да ви каже вака да, вака не, него животот ќе ви нуди да, не и измеѓу, вие треба да проценувате. Живееме во време на хистерија, затоа преска кажав, како мене ќе јас сум изграден на мене ми смета и таа хипокриза у општеството. Нели носиме, ајде да бидам директен, пошто ми викаат умало нема врска тоа. Има врска. Не може да купуваш за 11.500 Nike. Така е. Nike кои што имаат кои што имаат поише влијание од американскиот претседател, и да пропагираш да носиме шангајки ние. А ти на попуст си купил Nike за 11.000. Се мене тоа ми пречи. Викам, добро, друже, извини се, убаво е тоа, ама не можеш да ме тераш ја да носам шангајки ако ти цел си у Just Do It облече. Да. И нели, ама нема тоа врска ти. Тоа зборам. Дедека луѓето не прават грешки, те чекаат да видиш, ја тоа прескал кажав. Чекаме да видиме, чекај што не е лошо. Аха, има таму било каде, дали на запад, дали на исток, ќе ги најдеме лошите варијанти и тие ќе ги вергламе. А ќе мижиме на све што е добро. Јас за тоа викам, ја имам ли право да сакам? Ја, кој што кажав, јас сум изграден на хип-хоп. Хип-хопот е зачнат у Њујорк 1970 години.
Значи ја обожавам фанк, джез, блуз, хип-хоп, тоа ми е. Значи тоа се све американска култура. Ја обожавам филмови и анимации. Мене еден од омилените, тоа исто да кажам, мене еден од омилените режисери ми е Стивен Чо. Стивен Чо е режисер на Кунг Фу Хасъл, на Шаолин Сокер, филмовите и така надале. И се он се вика Стивен Чо. Значи е кинес, меѓутоа од Хонг Конг, кај што влијанието од каде? Стивен се вика. Да. Кај што нели Брус Ли. Брус ако е кинеско име, окей. Мислам, не викам, затоа викам, јас сум фан на добрите ствари таму. Друга ствар, ја у топ 5 ликови на планетава ми е мене Джеки Чен. Јас сум фан на Джеки Чен, не виден. Джеки Чен. Комбинација од... Сега, тоа сам да кажам, ја обожавам кошарка. Фан сум на НБА. Кошарка е спорт кој што е измислен во 1800 некоја, не ме фаќате за збор, на универзитет во Масачусетс. Значи кошарката е измислена, како ме тераш човек да лошата култура, па јас сум на тоа изграден, обожавам филмови, обожавам анимацијата на Дизни кога е почната е цивилизацијски напредок, луѓе. Тоа Снежана и седумте џуџиња, например, што денеска која гледаме е совршена анимација, или од 1930 некоја. У 30 некоја која светот немал боја. Да. И се тоа не чини се како што ја обожавам Јапан у секој можен аспект, културолошки, нели она филозофијата, па Јапан е што по запад од западот. Јапан и Кина се контра. Значи пак кажувам, окей, тоа да нели она да сакаме нешто, не идам ја ова не. Ја велам све има добро и лошо, но да така е срамота денес ја да кажам дека сум фан на западна култура и да им речам луѓе, чекајте малце. Прескато што кажаме, ако не, ајде да ви кажувам, добро, ајде да го нормализираме јадењето кучиња, мачки и стаорци. Што не спречува западната цивилизација да го нормализираме тоа, па? Мислам, се осеќам неугодно како зборам ова, затоа што сега готово, се љутат луѓето и све. Добро, ја не ви викам не, сакајте си ги тие работи. На крајот на денот све е шах, ајде да се дебатираме, да се бориме, али ајде да бидеме честни и искрени со нашиве. Мене да ме натераш да... Мислам, тоа не значи, ја повторно кажам, ја не значи дека не слушам руски рап. Ја поише слушам руски рап од некој кој што има кажано пропагандата ме натера да слушам американски рап. Не те натера пропагандата, од таму доаѓа рап музиката. Не ја зимаат они, ние само. Правите си ја, значи ја правиме сите. Али се не можам да плюкам таму дека да викам малце и тоа. И уште една друга работа исто сакам да кажам. У 92 Ice Cube, у песна на Hand of a Dead Body на Scarface, спот кој што има десетици милиони, вели, да ми простат сега луѓе на англиски, кога кажам слобода на говоре, вели, so fuck Bill and Hillary. Тогашниот председател го пцуе лично. Не да не му фали влакто на човекот, него Ice Cube сите го знаеме, прави, нели од NWA, прави после кариера у Холивуд на филмови и така натаму. Да. Сега, ајде да видиме. Сум ги преведувал руските текстови, не смееш да го кажеш тоа. Многу се љутат сега луѓе. Ја пак кажувам, не викам дека не сум фан, јас сум фан на еден од омилените есе филмови ми е овој, како се викаше на Тарковски, добро, не може да ми текне, и Дерсу Зула исто на Акира Куросава што го снимал. Тоа нема врска, ја реков, јас сум фан, ја имам поише кинески филмови у компјутер него што имам, не знам, македонски или од тука. Ја обожавам едно и друго, но да ми го одзимате правото, да речам ја, извинете, сега дека малце
е манипулативно. Е манипулативно, зашто би го минимализирале тоа што апсолутно доживеало успех на секаде во светот, без разлика што потекнува джезот или кошарката, небитно од таму. Веќе светот ја го усвојува како свое. Па тоа велам. Па не можеме да го плукаме изворот сега. Да, не можеме да кажеме дека е нивни джезот. Да, меѓутоа таму се родил, па целиот свет го усвоил. И го даваат на секој. Ама тоа викам не е дека сега и се одма ме сваќаат погрешно луѓето и нели умало кај мене викаат како можеш ти, не бе друже, не, ја поаѓам од себе, ја не моите дела се на македонски јазик. Ја нема да гукнам на друг јазик во музиката, не сум не гукнал. Ја нели сум еден модерен представник на македонскиот јазик со сите тие песни, стриповите, стриктно на македонски. Значи јас свесно си го намалувам пазарот на стрипови. Зашто да не ми е стрипот на англиски? Пример за да го фати пазарот. Не ја на македонски го правам. Тоа е, сакам на македонски јазикот на кој што ја размислувам. Да. Но обожавам стрип култура, ајде тоа да кажам, мене ме изградила стрип културата и сега ја предавам за 3 најзначајни стрип школи. И, тоа се јапанската манга, американскиот стрип, сите знаеме што носи, и европскиот стрип. Ние сме на тоа израснати и нашите родители растеле на Загор, на Дилан Дог, на Алан Форд, тоа е италијански стрип. Јас сум растен на Астерикс, Таталичен Том, тоа е франко-белгиски стрип, француски. Као се вика, сите тие суперхеројски Marvel, DC, Dark Horse, да не ги ни зборам колку се она. Забранете му тогаш на детето да чита Бетмен, Спайдермен, Супермен, мислам. Ако е така. И напливот на мангата, која што не можеш да ја задржиш ти. Како да објаснам? И сега ме терате да ова не го сакам, мислам. Да, па растен си со тоа. Кога Гибли студио е најболи она студио за светска за анимација, која што е јапонска, мислам. Се понашаме кога да немаме PlayStation, немаме Nintendo, ко Toyota, Suzuki, Honda, да не се најдобрите коли утихно. Малце така се однесуваме, као еве сега ќе дојде она, и кај ќе отиде Toyota? Кога ќе дојде, не знам, свака час кинеската. Toyota ќе ја снема, она со години се буд Honda, не ме сваѓате пак погрешно. Јас си навивам, меѓутоа сакам да кажам, сите деца вежбаат карате, извинете, на карате ги праќате децата, ама не со Јапон. И тука имав едно излагање, не знам дали имаме време. Имаме тере. Имав едно излагање баш она зборев, она кога 1877 битката во Широјама е уствари вистинската прича на The Last Samurai. Тоа е вистинската прича на Лес Самурај, тоа е стварно, кога доаѓа западната цивилизација у затворениот Јапан. Да. И сега, како да објаснам, ајде, ќе скратам прича ова дека да не се многу. Меѓутоа, зашто да не го кажам тоа, ова не го зимајте моето, ова сум ја. Да. И можете вие да дебатирате на ова или да не го. Али проверете го ова што го зборам, дали е така. Проверете го. Видете си дома, ако сони ви е телевизорот, тогаш што? Замижете на тој момент, мислам. Не мора да значи, ја пак кажувам, ја не викам дека не треба да мешаме земји, али нешто одеднашка како стана тоа. Да се вратам. Вистинската прича таму, освен Том Круз у Лас Самурај, само не е Том Круз, него некој француски новинар, не ме фаќате за збор, и уствари тоа е борбата кога доаѓа напливот цивилизацијскиот западен бран у Јапан, а Јапан се затвара, нели, у 1500 некоја, се затвара, забрането е да доаѓаат на островот и да излагаат луѓе. Се затвара тотално кон светот. И кога доаѓа овој Бранов, и имаш тука класична борба на нели им викаат, видете луѓе, тоа исто и у каубојско време, кога нели самурај и каубојец се слична работа. Едниот само има катана, другиот има пиштол. Али они се тие кои што те судат, кудат, имаш ти тука шерифи некои локални, меѓутоа да доаѓа цивилизацијскиот свет и им вика на нели уредувањето системско Јапан, вика
ова катаниве и сечење глава ако ти пресудиш е нешто што му припаѓа на стариот свет, и се поставуваат нели темели на она општество демократско кај што. Да. И да скратам причава, сте го гледале на Last Samurai, Рипа, јапанската левица и десница. Се едниве викаат ќе го изгубиме идентитетот, готово, катаната е символ наш, све тоа важи. Другиве прифаќаат, нели да окей, катаната меч, она носат, полицијата носи као пиштол што носат сега, она носи некој не памтам дали е тој челичен или дрвен меч као символ, али веќе почиња да користи технолошко оружје, значи пиштоли, пушки, топови, веќе да влезат. И се едниве се викаат не идентитетот е тој што ќе го изгубиме, другиве викаат да фатиме приклучок. Се случува таа битката на Уширојама 1877, тоа памтам. Каде што уствари јапански идеалисти на коњи самураи знаат дека ќе изгубат битката, но велат нема да го дадеме идентитетот. И одат нели у таа битка да го ворено и овие со топови ги рушат сите. Да. После тоа прифаќање. Ова зборам не кажувам ја, не толкувам нешто, кажувам историски проверат, да ги проверат, да се проверат овие историски факти. Кога Јапан фаќа приклучок со светот, не само што не го губи идентитетот, него го преплавува светот со својот идентитет. Го наметнува својот. Сите вежбаме карате. Да. Каратето е стриктно Окинава, Јапан. Сите гледаат манги денеска, сите сакаат аниме. Сите знаеме кои се Toyota, Suzuki, Nissan, кој што кажав. Сите знаат или имаат PlayStation, или чуле за Nintendo, или се колекционери. И така натака. И сите се воодушевуваме на како јапонците до ден денеска они најболи ја имаат сочувано традицијата, а у исто време се и друг свет у технологијата. Така? Дали има мани таму се ќе фатат? Да, ама они тогаш Добро. Така да. Не го сакам да кажам и се јапанците го покрија светот со својот идентитет, дали кога се изолира или кога фатија приклучок. Ја чисто сам да кажам, дечки, видете го ова. Тоа се фактите, да. Видете, може да не се сложите, најдете дупки, негирајте го, ама не го замежувајте, пошто постои. Апсолутно. Ние Јапан не можеме се воодушевуваме кога отишле јапанците на светско и го после утакмицата, нели го изчистиле цел стадион. Епа да. Ајде да го збориме тоа наместо некоја мана ќе им најде. Да, ама наталитетот им паѓа. Да. Добро. Да. Ама го изчистиле ли стадионот? Мислам. Да. И чисто ми е тоа малце, сакав да кажам, ја тоа го зимам, го читам, го проучувам, го скратив тука, во скратена форма, нели да не трошиме, но чисто викам, добро, дека идентитетот е нашата болка, нашата тема, но... Да, ама тоа е некој совршен рецепт јапонскиот, значи да го имаш и прогресот, да одиш напред, меѓутоа да го зачуваш идентитетот. По мене тоа е најболи. У една рака модерното, у друга рака традиционалното, не се од традиција и не се од модерно. Вредните работи. Пошто луѓето мислат, и тоа ми пречи, дека зборевме, ми пречи кога кажат традиционални вредности. Добро, дали сите традиционални вредности се добри? Дека има држави у светот кои што по традиција на 14 годишните девојчиња им го сечат клиторисот. Тоа е добро. Ама традиционално. Не све од традиционалното е добро, не све од модерното. Доброто и ти треба тие да ги жонглираш. Јапан тоа го прави, гледам. Тоа. Си го задржува она. Има таму луѓе у кимоно се уште што прават суши као пред 1000 години и има space shuttle што возат она без ресурси се. И ајде тоа да го земеме него. Ние го игнорираме, ние велиме не бе каков Јапан. Ја не можам каков Јапан, извинете, да, вие можете, меѓутоа јас сум фан на Јапан, јас сум фан на ова што го кажав, не се срамам на... Кога живееме во општество каде е срам ја да го кажам тоа. Без како?
Па не е срам, извинете се. не. Ако сакате да ја ќе бидам таму. Јас сметам дека Јужна Кореја е поквалитетен животот него Северна Кореја. Тоа е моје мислење, фактите проверувајте ги вие. Се ако ме убедите мене кој што кажав јас сум вака изграден дека сакам дека Северна Кореја ќе ми ја ставите, извинете, ќе се одселам. Каде од планетава? У Јапан иди. Не е ова да наљути никој. Да, Ова е не. чисто да направиме еден контрамуавет. Имам Да, ли ја да. право да си го кажам мислењето? Имам. Дали е вака заклучно? Не е, али ја сметам дека е вредно да се каже. Апсолутно, ама тука спомнавме факти, не се само ставови, така да пред фактите и боговите молчат. Пред вистината. Да, тоа е моје мислење. Ова нема врска со никаква она нели партиска, не, ја немам партиски ставови, Не, ова е мој општествен став. Да, Политички општествен став. Така. Сметам дека имам она како и секој друг си имам право на тоа и да го преиспитувам и да ми биде. И сега тоа кажувам, мене е тешко коренот да ми го изманипулираш. Да ми кажеш дека дека УНБА не се игра најболи кошарка, е малце тешко. Тоа да ми го ако искочат фактите на маса, да. Да, така е. Коректни муавети. Иш да немаш кај или не, мислам дека не би требало да налутиш затоа што беше коректен. Истеравме. Мислам дека истеравме, мислам дека стварно кажавме убави работи. Чим ја онака сакам да го изгледам пак кој ќе завршиме со снимање, кој ќе го средуваме, ќе го гледам пак, така да мислам дека инспириравме доста. Па малце да спенеме од нели она сите ме прашуваат кога сум почнал првите албуми, вторите и се ова баш ми е драго малце. Да излеземе од Па да, и јас сакам да изнесам став, ама ако нонстоп кажам кај сум настапувал од 2005-та. Ма тоа се наоѓа тие работи може да ги најдат. Да, ги има. Вака затоа сакав ти викам да чепнеме нешто што можеби ќе ги подзамисли и драго ми е дека успеавме. Жив здрав. Фала многу исто. Успеси натаму. Еден куп. Фала. Ба ми благодарам како секогаш на вниманието. Останувате со Слободен печат.